Велес се наоѓа во средишниот дел на Македонија, на бреговите на реката Вардар. Градот има мощна поволна географска положба, бидејќи е крстопат на меѓународни патни и железнички правци и еден од поглавните транзитни центри. Велес е значаен по големиот број македонски преродбеници, револуционери, писатели и поети. Градот е лука на македонската култура, карактеристичен по својата типична велешка староградска архитектура. Инспирирани од животните приказни на жителите од Велес и Велешко, нивните секојдневни проблеми, дојдовме до идеја за создавање на документарец, истражување вредно за работење, чија што тема е квалитетот на водата за пиење на жителите во Велес и Велешко. Пред да се запознаеме со анализите, го представуваме начинот на испитување на квалитетот на водата за пиење. Кога станува збор за квалитетот на моменталната состојба на сировата вода, пред се станува збор за мониторинг или континуирано следење на водата за пиење преку низа на испитувања. Градот Велес и Велешко се снабдува со вода за пиење од јавното претпријатие за водоснабдување Лисиче, поточно од реките Тополка и Врановска река. Квалитетот на водата во акумулацијата во јавното претпријатие за водоснабдување Лисиче е под постојан мониторинг, при што се вршат два типа. Едниот е внатрешен, односно интерен, во сопствени лаборатории. Лисиче располага со две лаборатории, тие се физичко-хемиската лабораторија и микробиолошката. Додека надворешниот мониторинг се реализира преку акредитирани установи, како што се Институтот за јавно здравје, Хидробиолошкиот завод од Охрид, при што секој месец доставуваат извештаи до Агенцијата за храна и ветеринарство, до Министерството за животна средина и до Државниот инспекторат за животна средина. Меѓутоа, во целиот овој процес, ЈПВ Лисиче се под постојан инспекцијски надзор. Како што појаснува директорот на јавното претпријатие за водоснабдување Лисиче Дејан Арсовски, обемот на испитуваните параметри е законски утврден, а истовремено е усогласен со барањата на сите законски прописи. Постојат повеќе параметри според кои што се вршат анализите за квалитетот на водата. Тоа се физичките показатели за квалитетот на вода, потоа физичко-хемиските, чисто хемиските значи показатели, микробиолошките показатели, биолошките показатели кои што се однесуваат на фито и зоопланктонските анализи, радиоактивност на површинската вода, пестициди на површинската вода и паразитолошки преглед. И сега дел од овие, тоест првите 4 ги вршиме ние самите во нашите лаборатории, тоа се процеси кои што секојдневно се случуваат, а останативе сите заедно па ги вршиме заедно со соработка со овие институции. Квалитетот на водата зависи од повеќе фактори. Квалитетот на водата која што влегува во самата акумулација преку двете реки кои што ја полнат, тоа е Тополка и Врановска река, од количината на вода во акумулацијата, потоа од метеоролошките услови, нели врнежи и така натаму. И она што е поврзано со секојдневното живење на човекот, тоа е примената и почитување на заштитните мерки и активности во просторот на заштитните зони на акумулацијата. Значи тука имаме влијание што од луѓе, што од други работи. Важно е тие заштитни зони соодветно да си ги заштитиме и најважното е тоа што исклучително позитивно влијание во акумулацијата има примената на техничките можности на водозафатната кула за вршење на темелно или површинско чистење на акумулацијата според потребите во дадениот момент. Што значи ова? Значи Лисиче е технолошки спремно да во ист момент оваа водозафатна кула за која што зборувам врши зафаќање за потребниот слој за вода која што го дистрибуираме до фабриката за вода на ЈКП Тервен, а истовремено да ги евакуира оние слоеви за кои што сметаме дека треба соодветно да се чистат. Тоа се површинските или длабинските слоеви на водата и се тоа информациите ни ги обезбедуваат лабораториите кои што на дневна основа ги вршат овие испитувања. Така да квалитетот на водата се утврдува според критериуми
Значи не е тоа некои паушални вредности, туку според критериуми за квалитет на водите и тука нема отстапки како што кажав. Тие се задржани и во законски акти, и во правилници за класификација на површинските води и со оваа основа нели можеме да заклучиме дека располагаме со еден добар квалитет на вода кој што го дистрибуираме до ЈКП-Дервен. Додека пак директорот на јавното комунално претпријатие Дервен, Тони Јовик, информираше дека водата за пиење во Велес и Велешко е во рамките на правилникот за безбедност на вода за пиење и сите анализи се хигиенски исправни. Квалитетот на водата за пиење во градот Велес и приградските населби што ги снабдуваме е во рамките на правилникот за безбедност на вода за пиење. Сите анализи се исправни, хигиенски исправни. Физичко-хемиски анализи, значи работиме, мониторинг имаме во фабриката за преработка на вода. Овој мониторинг трае 24 часа, се изработуваат по 4 комплетни физичко-хемиски анализи во фабриката, исто така и го пратиме квалитетот на водата во дистрибутивниот систем. Покрај овие испитувања секојдневно се врши мониторинг од страна на Заводот за здравствена заштита во Велес. Исто така сите анализи се добри во текот на оваа година, 2020 година, и работиме анализи, временски годишни анализи 4 пати во годината во јавната здравствена установа Институтот за јавно здравје во Скопје. Хронолошки гледано наназад, како што велат надлежните, не се соочиле со поголеми проблеми. Меѓутоа, секојдневно сретнуваме лица во светот кои што мигрираат заради немање на основниот фактор за преживување – водата. Дури и во време на светска пандемија, како во светот, така и кај нас, луѓето ги напуштаат своите домови и мигрираат дневно, неделно, месечно или пак на годишно ниво. Тие се наречени еколошки мигранти. Жителите во село Караслари кон крајот на месец јули, токму во време на пандемија од коронавирус, се соочуваа со проблемот немање вода за пиење. Екипата на телевизија Здравкин го следеше овој проблем од почетокот па се до неговото решавање. Жителите на село Караслари во последниот период се соочуваат со голем и сериозен проблем. Немаат вода за пиење ниту за извршување на нивните секојдневни обврски. Тие бараат од надлежните институции итно решавање на оваа ситуација. После сведочењата на жителите на ова село, како и одговорот на градоначалникот на општина Велес Аце Козевски за подетелно представување на решението, разговаравме со директорот на ЈКП-Дервен Тони Јовик. Имаме уште една бушотина, што се користеше оваа бушотина за вода за полевање во фабриката во Маркар. Сега подхитно мораме да активираме, најпрвен се извршени анализи физичко-хемиски, бактериолошки. У текот на следната недела ќе се монтира системот за хлорирање и овие анализи спрема нашите резултати во лабораторијата во фабриката за преработка на вода и во Заводот за здравствена заштита исполнуваат правилникот за безбедност на вода за пиење. И ние би го приклучиле, би го активирале овој систем некаде од 12 до 14 часа да се користи за како вода за пиење за селскиот систем. Директорот Јовик вели дека прават напори во најбрз можен рок да може да се измонтира овој систем и да се изврши приклучок од истата линија за резервоарот. Големи резервоари, резерварски простор, така да селскиот водовод имаме 200 метри кубни, за Маркарт имаме околу 350 метри кубни вода. Но како што реков претходно, се трошат енормни количини на вода, што е еден апел да кажеме до граѓаните, до населението во Каласвари, за да трошат стварно спрема своите потреби, за да има вода за секого ден. Како што вели господинот Јовик, моментално во село Караслари има околу 70 водомери, но недостасуваат уште 50. Сметаме дека тие корисници што трошат големи количини на вода. Така да у наредниот период што побрзо добиеме дозвола, за да можеме да набавиме водомери, ќе ги измонтираме во село Каласвари за да проблемот биде разрешен. Освен жителите во село Караслари, сведочевме за животната приказна и на еколошки мигранти од различни краеви од светот. Тие го напуштиле своето родно место заради тоа што го немаат основното – водата за пиење.
Помошта кој што може да ја пружи некое мало дело и мал пример од океанот на добрини кој што може да го создадеме. Водата е перото кое ја пишува приказната на животот на овие луѓе, нарекувани еколошки мигранти. Еднината е дел за кој се грижи секој човек. Надлежните на оваа тема велат дека велешани не треба да бидат загрижени за еднината на водата за пиење. Во јавноста е познато дека ние се снабдуваме со сирова вода од хидроакумулацијата Лисиче. Таа има доволен капацитет на вода и исто така оваа сирова вода што ја преработуваме со одличен квалитет. Сега, во наредниот период секако мора да се зачува квалитетот на водата, првенствено во хидроакумулацијата Лисиче, пошто тоа е вештачка акумулација, секако имаме еутрофикација, старење на езерото и треба во наредниот период посебно внимание да обратиме за зачувување на оваа акумулација. А доека во третманот во нашиот дел, јавното комунално предпријатие, снабдени сме, значи фабриката е во одлична состојба. Имаме минатата година набавивме, значи, опрема за озонирање на водата, за оксидација и за озонирање на водата. Исто така, таа е со, значи, имаме еден озонатор работен и еден резервен. Исто така, во изминатиот период и обновивме постројката за хлорирање, за дезинфекција на водата и доградивме уште еден дополнителен тавошник каде што обезбедивме одличен квалитет во однос на седиментацијата на водата. Додека пак директорот Арсовски објасни дека не е загрижен дека во блиска иднина би се нарушил квалитетот на водата за пиење. За следењето и мониторингот пред се на реките кои што се вливаат во акумулацијата ни овозможува малку пред време да го знаеме квалитетот на водата кој што ние го дистрибуираме. Че ние испитуваме сирова вода, која што потоа преку цевководот завршува во фабриката за вода на јавното комунално предпријатие Дервен, каде што се врши технолошка подоцна преработка и потоа се дистрибуира до корисниците. Сега од практично 2009-2010 година, добро е тоа што Тополка, реката Тополка, тоа е главната река која што ја полни акумулацијата, има висока концентрација на кислород. Тоа е многу значаен момент во самата акумулација и е континуиран. И тоа е еден од најважните, па ќе ви кажам, параметри за акумулацијата за да остане во иднина, да остане во добра состојба. Од друга страна пак концентрацијата на органските материи кои што директно влијаат за старењето на езерото или тоа значи зголемувањето на бројот на концентрацијата на алгите или матноста на водата и така натаму, пак се во мирување. Тоа значи дека овие 10 години горе-доле параметрите се практично идентични. Животната средина и подигнувањето на еколошката свест се теми на кои што се повеќе се разговара со цел заштита на истата и активно вклучување на граѓаните во целокупниот процес. Според потпредседателката на еколошкото друштво Вила Зора Сашка Коцевска, велешани активно учествуваат во екопроектите. До сегашното искуство во почетокот имавме многу поголеми напори за да се подигне свеста на граѓаните, меѓутоа сега, барем за тоа што сме имале соработка и со други организации на ниво на општина на Република Македонија, кои што имаат многу поголем проблем за пример да организираат некаква активност. Ние имавме минатата година исто така активност за собирање на пластични шишиња. Зачудувачки голем број на граѓани се одзваа на активност и досега, барем од наше искуство, сите активности кои што сме ги реализирале на општина Велес се со огромна поддршка од граѓаните. Инаку, оваа година еколошкото друштво Вила Зора слави 30 години успешно постоење. Потпредседателката Коцевска го објасни нивното влијание како еколошко друштво врз подобрувањето на животната средина во Велес. Во текот на 30 години постоење сме реализирале голем број проекти и за годинава имаше предвидено голем број проекти кои што има голем број активности, но ситуацијата за жал е таква каква што е и може да се реализираат само дел од активностите, а дел ќе бидат префрлени за кога ќе се створат услови за такво нешто. Минатата година еколошко друштво Вила Зора работеше на деконтаминација на почва. На неколку локации на општина Велес беа земени почвени примероци
кои што беа однесени во сертифицирана лабораторија за испитување на концентрациите на олово и цинк. И во зависност од резултатите кои што се добија, на дел од локациите беше засадена маслодајна репка, која што според последните истражувања е најголем абсорбер на олово и цинк од земјата, а и успева на ова подневје. И во оваа прилика им се заблагодарувам на граѓаните на општина Велес кои што доброволно ги дадоа своите земјоделски површини за на нив да се насади маслодајна репка. Докторот по технички науки Бошко Ников, кој што е македонски инженер, металург и стручњак за заштита на животната средина, ги предупредува граѓаните на Велес и упатува апел да внимаваат што прават, бидејќи секоја активност влијае врз животната средина. Прво би било внимавајте што правите. Секоја наша активност се одразува врз животната средина. Еден најобичен пример, доколку менувате масло на автомобилот и ако тоа го правите сами, никако не го правите на отворено. Затоа што концентрациите на масло во подземните води е ограничено на неколку микрограми на литар, а доколку, например, дојде до контакт на 1 килограм масло со подземните води, тоа значи креирање на околу 10.000 кубни метри загадена вода. Таа порано или покасно ќе дојде до некој булар. Кога станува збор за заштита на водите, доктор Ников проблемот го дели на два дела. Едниот е законодавниот, а другиот е извршниот дел. Ние во законите за заштита на водите не можам да се сетам дека нешто недостасува во однос на европското законодавство за животна средина, односно со водите. Нашиот закон за заштита на водите е усогласен со директивата за води. Сите подзаконски акти исто така. Меѓутоа ни недостасува нешто во имплементацијата, во спроведувањето на законот. Имаме една ситуација во која, например, ни недостасува квантификација на загадувањето и тоа квантификација ексанте. Квантификација пред да се пушти во работа некој нов погон. Тоа значи проценка на тоа колку таа отпадната вода од тој погон придонесува за загадувањето на водотекот, односно за колку ќе ја подигне. После сите направени анализи и истражувања можеме да констатираме дека квалитетот на водата за пиење во Велес и Велешко е хигиенски исправна и жителите на ова место не треба да бидат загрижени за иднината на квалитетот на водата за пиење. Драги гледачи, овде периодот го пишува крајот на овој документарец.